Почитувани преостанати присутни, се надевам дека ќе го задржам вашето внимание и со следното мое предавање, кое што претпоставувам дека ќе ви биде интересно, нешто може би знаете, нешто не знаете. Го насловив ова како, само секунда, уште овде, отворен пристап како иднина во академското објавување, плагијат и само плагијат. Претпоставувам дека ќе имате што и на крај да прашате. Ќе гледам да скратам ја, бидејќи професорот мислам дека скрати. Иако сме договорени по 45 минути, не знам дали колку ќе успеам во тоа. Изгледа, очигледно е многу дека ни фали оваа катедра скоро година и пол и сега ја злоупотребуваме. Добро. Малку вовед на почетокот. Предностите и леснотијата со кои што денеска пристапуваме на интернет, преку веб базирани информативни ресурси кои што се насекаде околу нас, фактички овозможува повеќе плагиаризам и алатката копира и залепи е доста присутна во научниот круг. Иако овој научен предизвик може да се скрие во печатените изданија на списанијата, само издавачката околина со векови, во голема мера без да се забележи откривањето на плагиаторството, станува многу полесно во едно електронско обкружување, како што е компјутерот и интернетот. Сепак, дури во електронско објавување, таквото откривање бара доста време, доста е скапо и секако треба да имате еден солиден програм кој што е скап за откривање на плагиаризмот. Во отворениот пристап тоа и не е така значи невозможно да го откриете. Кај отворениот пристап или open access многу полесно веднаш после објавувањето преку јавните домени станува доста лесно да се открие. Отворениот пристап го зголемува откривањето на плагиати и го обесхрабрува во високото образование, така што тоа е добар потек беше на Министерството за образование и наука пред неполни 10 години, кога го воведе програмот плагиаризам, каде што сите магистранти и сите докторанти се задолжени да поминат низ таа процедура. И сега тука има еден проблем, што тоа е само на македонски јазик и тука може да, не ни очекувам дека некој би си дозволил магистрант да копира некој претходен мој магистрант, например. Тука повеќе плагиаторството би одело во насока на преземање од англиски или од други светски јазици. Така да сите заинтересирани страни, библиотекари, факултетот, деканатот, наставниот кадар би требало да имаат своја улога во откривањето и да се охрабруваат секојдневно да имаат повеќе улога во откривањето на плагиаторството. Ќе кажам последните примери. Според Кларк има 4 дефиниции во однос на плагиаторството, а после ќе се навратам пак на тој дел. Сега само да го цитирам Кларк. Публикација, тоа е кога се краде цела публикација, презентација на материјал, дел или идеја од друго лице. Предуслов е дека новата работа е ставена на располагање на другите, а личните белешки во овој дел не се некој голем проблем. Потоа, содржината може да биде исто така плагирана. Презентација на материјал, дел или идеја на друго лице. Предуслов за плагијат е дека некој друг од новото дело е изведен од туѓа, претходна или современа работа. Присвојување, третата дефиниција, презентирање на материјалот, работата или идејата на друго лице како да е своја, а е украдена. И предуслов за плагијат е тврдењето за оригиналност на придонесот да биде експлицитно или да го подразбира начинот на презентација. Или презентацијата може да биде таква што читателот е разумно веројатно ќе заклучи дека делото е оригинален придонес, а не е всушност. И четврто, даден недостаток на кредит, презентација на материјалот, делото или идејата на друго лице, како негова или своја,
без соодветно припишување. Предуслов за плагијат е читателот да не бил свесен за идентитетот на основачот, ниту за локацијата на оригиналниот придонес, но и тука не се намалува вината, за украденото научно дело. Малку за концептот на отворен пристап, кој што е донесен уште во Будимпешта 2002 со иницијативата за отворен пристап. Од тогаш почнуваат сите тие приказни за отворен пристап, со бесплатна достапност на одредени трудови, научни трудови, секако магистериуми, докторати на отворено на интернет. Така што сега преку репозиториумот на УКИМ, например, на филозофски факултет, сите магистерски и докторски се ставаат после одбраната на достап на целата јавност која што разбира македонски јазик и понатака тука постојат опасности да може да бидат плагирани. Значи, во секој случај тука мора отворениот пристап да ги задоволи потребите на индексација, потоа да се користат други финансиски, правни или технички бариери, освен неразделниот пристапот до самиот интернет. И тоа не значи дека ако е отворен пристап да не цитирате. Значи, вие сте задолжени понатаму да цитирате. Исто така, друго што сакам да кажам во однос на отворениот пристап, тој отворен пристап не е гратис пристап, односно сето тоа што вие како читатели на одреден научен труд го добивате гратис, тоа претходно чини. Тука има луѓе кои што учествувале, главен уредник, потоа технички уредник, тоа сето чини пари. Значи, open access не е гратис акцес. Тоа мораме да се разбереме уште на почетокот. Единствената ограниченост за репродукција и дистрибуција, единствената улога за авторски права во овој домен треба да даде на авторите контрола врз интегритетот на нивната работа и правото да бидат соодветно признати и цитирани. Тоа веќе го напомнав. Иницијативите за отворен пристап брзо се развија последните веќе скоро 20 години, иако напредокот на интернетот не одеше толку во почетокот на 2000-тите толку брзо, но би можел да кажам дека во последните 10 години тоа иде екстремно брзо. Дали отворениот пристап спречува плагијат? Овде би можел да ви одговорам и со да и со не. Ескалирачкото присуство на ресурсите на мрежите, иако ја уживаат заедниците за знаење и информации широм светот, исто така е осудена за овозможување плагијаторство да се случи многу полесно него претходно што беше. Главно заради тоа што целостите записи или делови од записите можат брзо да се копираат од еден документ на друг документ. Во високообразовните институции студентите можат лесно да копираат и залепат цели трудови и делови на документи и нам професорите ни е јасно дека и се купуваат семинарски за 200-300 денари на Битпазар и тоа го знаеме, исто така магистерски за 50 евра, докторат може би за 100 евра, што тука ние како заедница мора повеќе да водиме внимание и како академска заедница и не само професорите, туку министерството со поригорозни мерки за казни. Значи, има зголемување на услуги за пишување на хартија преку интернет или автори духови, што говореше професорот Донев, или пак, како што кажав пред малку, купување на цели готови трудови. Иако е тешко и макотрпно да се открие таков вид на плагијаторство, информативни средини само за печатање, каде што повеќето документи не се изложени на јавна контрола, како што се случува со ресурсите, се тврди дека отворениот пристап ги зголемува шансите за откривање и спречување на плагијат. Отворениот пристап, односно ресурсите, како што се оние добиени на моćните пребарувачи, се достапни за јавноста широм светот и затоа секое лице може да прочита и потенцијално секое лице може да открие плагијаторство. Само ако сака, нели се разбира. Иако е често прво кон себе, а потоа и кон останатите. Авторите преземаат повеќе мерки на предпазливост при објавување на истражувањето или објавување на нивните публикации во платформата за отворен пристап. Сега, кои се улогите на засегнатите страни?
се засегнати страни се библиотеки, библиотекари, администрација на факултетите, студентите, персоналот вработен во самите факултети, академскиот, наставнички, истражувачки кадар кој што е вработен на универзитетите. Библиотекарите разбираат дека откривањето не е главна цел во кампањата против плагиат. Универзитетите треба да се концентрираат на едукација. Ова е еден дел од тоа, ова денешна средба, ова денешна работилница. Значи да се концентрираат на едукација на студентите, постдипломците, докторантите, за тоа што представува плагиат и како можеме да го избегнеме тоа. Овој стап е подржан од ВИБЕ, кој признава дека повеќе е во согласност со целокупната струка на библиотекарството да се едуцираат студентите и да се залага за свесност зошто плагиатот е погрешен и како тие можат да го избегнат. Незнаењето и недостатокот на образование се непријатели на академскиот интегритет во секој случај и овие двете можат значително да го намалат во помош на проактивни библиотекари, кои што и други факултетски вработени, кои што, повторно ќе кажам, не сум баш сигурен, иако сите добија 2 уредни покани библиотекари на философскиот факултет, не гледам за жал ниту една библиотекарка или библиотекар присутен во овој амфитеатар, што е веројатно нивен пропуст, а не наш пропуст, како МЗМУ и МА организатори. Според Шофел, дел од сивата литература, или grey literature, електронски тези и дисертации представуваат растечки сегмент на отворена достапна содржина во институционалните складишта или дигиталните репозиториуми, за кои што ви кажав еден добар пример, предходно, каде што придонесува влијанието и рангирањето на нивната институција. Забележано е дека повеќе дигитални репозиториуми наведени во ДОАР, тоа е една голема база, содржат електронски, значи, достапни електронски тези и дисертации, тоа е КТНК-ТТД, и библиотеките имаат главна улога во овозможувањето на отворен пристап и во спречувањето на плагиатите. Но тоа е повеќе приказна за на Запад, за Европска Унија, Америка и така натаму, Јапонија. Мутула сугерира дека библиотеките треба да обезбедат пристап и подршка, да дигитализираат збирки запечатени и развиваат колекции за отворен пристап, да обезбедат инфраструктура за овозможување. Се ова е science fiction за нашиот НУП, со каде што имам некои познаници и каде што тие скоро славеа што почнаа ДОИ да даваат, ДОИ број. А камоли да почнат да дигитализираат. Тука без некоја поголема скромност, ете би го пофалил философскиот факултет, не за тоа што го заработувам леботот тука, него навистина направи доста напори да дигитализира доста списанија од минатото кои што излегуваа само во печатена верзија и да овозможат отворен пристап на тие од пред 20, 30, 40, 50 години, има жива антика и повеќе датира. Има некоја историја од 70 години, списанието Жива антика од Институтот за класични студии. Сега ќе преминам повторно на плагиаторството. Тука нешто дадов еден вовед за отворениот пристап. Тоа е, значи, една од најголемите измами против која треба сите ние да се бориме во научно-истражувачката работа. Плагиати може да бидат и дипломски, и магистерски трудови, докторски тези, секој вид на научен труд може да биде подложен на плагирање. Исто така, дупликат трудови не е добро, тоа што праша колешката Дупјачанец Николовска, со 2 труда, и што правиме ако двата излезат во 2 списанија. Тоа се дупликат трудови. Еден ист автор, или 20-30 автори, тоа ви е дупликат трудови во 2 различни списанија, во разлика од месец-два, например, биле супер бил трудот и го прифатиле 2 списанија. Тоа не е честно и тоа не е коректно во scientific publishing. Плагиаторството е ако се прикаже туѓото истражување како свој и на тој начин се заведат другите луѓе да помислат погрешно дека тоа е ваш труд. Кога се користи туѓ текст, тој треба да биде ставен секогаш во наводници и задолжително прецизно наведен изворот од кој што сте го користеле. Во научното пишување плагиатот се смета за сериозно прекршување на научната етика, веќе говореше колешката Шукарова Стефановска. Авторите имаат одговорност да се заблагодарат во секое време кога тие ги користат идеите или зборовите на другите.
Уредниците на научни списанија исто така имаат одговорност да ги обесхрабрат плагиатите, како и другите форми на недолично однесување и да бидат свесни за ефектите што недоличното однесување може да ги има врз валидноста на статиите кои се објавуваат. Ќе поставите прашање зошто луѓето плагираат? Па прво, притисок за да публицираат за напредокот во кариерата, страф од неуспех, недостаток на знаење, недостаток на извршителност, мрзеливи се, имаат голема конкуренција или имаат притисок од родител или колега дека мора да објават, или пак недостаток на време и планирање, па најлесно му е да се ископира некој туѓ труд и да се го прикаже како свој. Значи, ова се некои главни причини кои што тука ги наведов да зошто луѓето би плагирале. Исто така, тоа е да се влијае врз другите и да се прикажете лажно како голем научник. Има некои истражувања, се разбира не само овие што ви ги наведувам тука, има и повеќе. 5% од американците, например, признале дека имале идентични податоци објавени во повеќе ситуации. 1,4% испитаниците идеите на другите биле презентирани како своји, 1,7% користеле доверливи информации за своите истражувања. Овие бројки се базираат на истражување големо со повеќе од 3000 научници во 2002 година, со стапка на одговор над 50%. Според една неодамнешна студија, во примерок од 62.213 медлайн цитати, 0,04% од случаите се примери за потенцијални плагиати, а 1,35% од случаите биле сметани за дупликат публикации. 25% од студентите признале, што е чудно, ова е на Американски универзитет, кај нас би било 0%, нели никој нема да признае, на постдипломски студии признале дека имале плагиат со типот на cut and paste или copy and paste. Сега, две форми на плагиаризам, тоа е кога се користи туѓата работа и кога се користи автоплагиаторството или само плагиаторството, треба да ги избегнувате и двете, тоа е мој совет до вас. Сега имаме ненамерно и намерно плагиаторство. И двете се дела, да речам, против интегритетот во науката и двете се за осудување. Прво да ви го објаснам ненамерното плагиаторство. Тоа е лошо парафразирање, менување на неколку зборови без промена на структурата на реченицата на оригиналот или промена на структурата на реченицата да изгледа дека е ваше, а не е ваше. Лошо цитирање, поставување на наводници околу дел од цитатот, но не околу целиот, или поставување на наводници околу премин кој е делумно парафразиран и делумно цитиран. Потоа, лошо цитирање исто така спаѓа во ненамерното плагиаторство, пропуштајќи цитирање, повремено цитирање или неточно цитирање. Ја еден грст семинарски прва година, ајде и ги учам, ама пак никако да се научат студенти, иако не предам методологија на научно-истражувачка работа. Цела семинарска, без ни еден цитат, како да е негова, а тоа се е земано од книги или од други трудови. И намерното плагиаторство, уште полош чин, прикажување како сопствени, предходно напишани трудови од интернет или други извори, копирање на есеј или напис од интернет, онлайн извор или електронска база на податоци без да се цитира. Сечење и вметнување од повеќе извори, за да создадете труд без цитирање, позајмување зборови и идеи од други автори кои што без да им дадете никак одреден кредит на тие автори дека сте користеле нивни труд. И сега малку два слайда посветив на нашата академска средина. Зачестен е бројот на плагиати, како бројот на трудовите поднесени во списанијата, така и во елаборатите за изработка на магистерски трудови, а што е најстрашно, се препишуваат и цели елаборати за докторски дисертации. Тоа ви го кажувам и од лично искуство. Имавме еден кандидат од Косово и препиша цел елаборат на магистерски од друга и беше откриен од една наша колешка. И потоа, наместо да биде протеран, на пасошот да му се удри да не може да влезе 100 години у Македонија, тој отиде кај друг професор, значи една крајна неакадемска интегритет, кај друг професор и си пријави друг, нити факултетот го казни, нити институтот го казни, нити државата го казни,
значи си доби, мислам и дека заврши, јас толку имав таков отпор према него и воопшто не сакав ни да му следам кариерата, камоли да знам, мислам дека и успеа да магистрира кај тој друг професор. Океј. Кандидатите без никаков срам и без трунка етичност повторно се појавуваат со други тези, тоа што ви го кажав, елаборати. МОН и универзитетите, сите, вклучувајќи го и УКИМ, немаат, според мене, доволна сила и волја да изградат механизми за заштита од вакви нечесни работи, како и механизми за забрана на таквите кандидати повторно да можат да пријават научен труд. Плагиаторството, ќе ве потсетам, ако не знаете, представува кривично дело според македонското законодавство, член 157 од кривичниот законник, службен вестник 96-та, и ова кога кажав македонското, одма сега малку ќе ве дефокусирам. Добро што не сум политичар, па не морам после некому да се извинам за придавката македонското. Сега малку карикирам, но нека ми простат тие што го почитуваат премногу премиерот кој што се извинал за Твитер пораката на грците дека употребил придавката македонска фудбалска репрезентација. Тука ќе ви го кажам случајот на професор доктор Гордана Панова, кој што го откривме јас лично и една колешка од Штип, УГД Штип, Универзитет Гоце Делчев Штип, која што, и секојаш го кажувам и често ќе го кажувам, која што преку 30 трудови имаше плагирано, од кои десетина беа мои, и таму се потекна мои на колешки мои, така. Значи, јас уште одамна имам обичај на мојот блог да поставувам дипломски, не за да ме плагираат, него тоа за да ги подстрекнам другите студенти да видат како се пишува труд, да видат дека тоа е обработено, дека веќе не треба тоа да го прават таа тема, него да си бараат друга и така натаму. Таа си земала од таму, од мојот блог, од други извори, тогаш немаше уште дигитален репозиториум, и на наша интервенција таму на универзитетот беше и кривична пријава, изгледа се заташка тоа, бидејќи мажот е бил некој во правосудниот систем, нешто, дали нотар или адвокат, не знам, успеа да како да е заташка таа, а од универзитетот беше казнета 3 месеци само со 20%. На Запад тоа се казнува најмалку со спуштање на една титула или одземање чинови во војска, што викаат. Значи, ако тогаш беше вонреден професор, најмалку што требаше да ја вратат доцент. Затоа што она тие трудови ги користила во напредокот во кариерата. И за ова професорот Мирко Спировски има и објавено труд во Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences, токму за нејзиното плагиаторство, може да се најде со отворен пристап тоа списание, така да може да прочитате. Втор проблем во нашата академска средина е недоволното познавање на професорите и стручњаците на процесот на критичко читање на научни трудови. Јас тука имам еден труд напишано, мада тук не го цитирам овде, за критичко во Vox Medici списанието и го има во репозиториумот на УКИМ. Тие многу лесно се одлучуваат да напишат позитивна рецензија за трудот, за дисертацијата, за да не се замераат со колегите, колешките, па ајде пушти го наше дете и така натаму. Знаете како да ти работи, што треба да се менува од корен. И вие сте млада генерација, тука гледам, треба да го менувате тоа од корен. Значи, исто така не може да ги забележат основните методолошко-статистички грешки поради слабата подкованост или плагиаторството во одделни делови. Не мора да е целиот магистарски плагиран или целиот докторат. Може да е одделен дел, но и тоа се смета за плагиеризам. Како поранешен главен и одговорен уредник на списанието Journal of Special Education and Rehabilitation, сум добил негативни рецензии за одредени трудови од професори од странство со препорака за одбивање на трудот, а во исто време за истиот тој труд кој бил даден на наш рецензент, тој давал дека трудот е супер, најбољи на свет. Значи, една тотална некритичност во читањето на научни трудови, што е слабост. Активности кои се сметаат на плагиаторство. Толку имам многу да зборам за македонската средина, но времето не ограничува, треба да се забрза. Прикажување на нечија работа како своја, копирање на зборови дели без да се даде благодарност, не ставање на цитат во наводници, давање на неточни информации за изворот на цитат, менување на зборови на копирање на реченица, структура на изворот без да се цитира и копирање
толку многу зборови или идеи што од еден извор што го сочинува поголемиот дел од вашата работа без разлика дали се цитира или не. Видови на плагиати според КОУП, тоа е една меѓународна организација, доста која што се ги штити етиката во научното објавување, ви е дадена на оваа табела, кои се карактеристики, најлесен вид до најтежок вид кога цел труд плагирате, овде во најлесен неколку зборови, широко употребувани фрази и сега да нема да ја анализирам толку табелата, ќе одиме понатаму. Обем на плагиати, големите плагиати вклучуваат недозволено копирање на податоци од друго лице и неговите наоди од истражувањето, повторно поднесување на труд или на цела публикација под името на друг автор или на оригиналниот јазик или во превод. Значи, тоа е кога ќе преведете од англиски и кога системот не може да го најде. Копирање на непроменети реченици, повеќе од 100 зборови на оригиналниот материјал во отсуство на било кој цитат на изворниот материјал. И недозволена употреба на оригиналот, објавена академска работа и така натаму. Малите плагиати може да се дефинираат како копирање на реченици помалку од 100 зборови, без да се наведува дека тие се директен цитат од едно оригинално дело. Например, опис на одредена стандардна техника, че кога правите во делот методологија и техниката, треба да ја кажете прашалникот, анкетниот, мора да цитирате од кој автор, ако не сте го правиле вие тој прашалник. Блиску копирање, не сосема дословно, но е променето само малку од оригиналот, назначени делови, например, повеќе од 100 зборови од друга работа, без разлика дали или не се наведува извор. Значи, според КОУП, ова се мали плагиати. Еве како изгледа, значи, на систем оригиналниот труд и ставен во некој од пребарувачите, машини за антиплагиаризам, copy and pasting, еве го со црвено се ви дава што е од претходниот труд, тоа е истиот текст, само тука нешто сменал една реченица правата и тоа се copy paste. Сега идеме на нешто друго, само плагиаторство. За ова не е многу зборувано, па дури јас пред 2 години не зборував за ова. Иако гледам тука, освен колешката Карагирова Александра, другите сите сте, мислам, нови членови. Така што доста уфрлив и во двете предавања новини, па мислам дека и на неа дори нема да и биде досадно, иако втор пак некои од овие теми ги слушам. Само плагиаторството е користење на реченици и пасоси од документи кои веќе се објавени под ваше авторство. Ова форма на плагиати може да се случи многу често, бидејќи вие сметате дека тоа не е плагиат, но е. Автоплагиатите се случуваат особено кога истражувачот применува салама техника, што се карактеризира со опишување на повеќе стручни трудови од резултатите на еден истражувачки проект, што ги дели податоците во помали сегменти со цел да се постигне поголем број на публикации во текот на вашата кариера. Копирање на цели реченици, дури и пасоси, повед, материјали и методи е многу често во такви ситуации и автоплагиатите покажуваат една мрзеливост на авторот и затоа ве советувам да ги избегнувате. Дали е прифатливо ова само плагиаторство или автоплагиаторство? Многумина во академската заедница се лутат кога има само плагиат. Користејќи го за зајакнување на сопствениот труд за објавување, например, може да ви донесе нефер предност пред другите колеги. Тоа дури може да има и поширок ефект зајакнувајќи ги резултатите од објавувањето на вашата истражувачка група или вашата институција. Само плагиатот дефинитивно е нечесен во науката. Тоа е начин на заблуда во која ги ставате другите истражувачи кои работат во истата ваша област. Некои дури сметат дека е форма на лошо однесување во истражувањето. Покрај тоа, објавеното истражување треба да биде најсовремено достапно знаење. Како да се избегне само плагиаторството? Ако сакате повторно да користите дел од претходната работа, како можете да го направите тоа без да ризикувате да направите само плагиат? Најважна точка е секогаш да избегнувате да бидете нечестни во работата. Проверете дали вашите причини за повторна употреба на вашата работа се етички издржани. Зошто сакате да го направите тоа? Дали е тоа најдобриот начин да го постигнете она што го сакате? Дали повторно користење на вашата работа ќе им користи на другите луѓе? Или само на вас самите да напредувате и да се фалите дека имате поише трудови. Осигурете се да добиете согласност од било кој друг што придонел за оригиналното дело и ова може да вклучува коавтори, уредници и издавачи. Тука нешто и професор Тонев спомна. Кажете им на уредниците на новите публикации дека ќе користите повторно своја работа, ако сакате веќе нешто да користите,
и ќе барате од нив дозвола и согласност. Осигурете се дека целосно го цитирате оригиналното дело на правилен начин. Треба да биде јасно дека новиот напис репродуцира претходна содржина и дека имате согласност од вашите коавтори за тоа. Ова ќе спречи да читателите бидат ставени во заблуда. Подоцна проверете дали не барате кредит два пати за истата работа и во вашето CV или во апликации за грант треба да ја посочите врската помеѓу тие два труда. Алатки за антиплагиаторство, тука се доста, Турнитин веќе ви го спомнав, плагиаризам детектор, плагиаризам чекер, Authenticate и така натаму, сите тие горе се плаќаат, порано имаше и некои што не се плаќаат, ние го користиме Турнитин, претходно Authenticate. Како ќе избегнете плагиаризам? Еден начин е да прочитате нешто и да го ставите во своји собствени зборови. Друг начин е да му се заблагодарите на авторот за она што го читате. Користењето цитати е уште еден начин да се избегне плагиат. На почетокот на првата реченица во која цитирате, парафразирате или сумирате, дадете јасно дека она што следува е нечија друга идеја. И еве линк од ова. Ако сте загрижени поради тоа што сте обвинети за плагиати, вашата најдобра одбрана би била да направите свој собствен труд, да ги чувате внимателно вашите извори и белешки кога пишувате труд, разбирањето на сето она што сте го напишале. Конечно, заблагодарите се на сите оние кои придонесуваат за вашата работа. Атрибут референции да користите, опишете ги изворите на информации, дадете признанија на сите кои што учествувале, обезбедете фусноти ако е потребно, користите наводници секогаш кога е потребно, парафразирате оригиналната препишана работа. За екстензивни цитати добите дозвола од издавачот на оригиналното дело, избегнете автоплагиат со земање дозвола од издавачот на претходниот напис, да добиете дозвола за користење на објавени цртежи или други илустрации кои што сте ги копирале од некој друг труд, без разлика дали е ваш или е туѓи. Казни, плагиатот може да резултира со сериозни санкции во сериозни држави, јавно објавување на авторот, губење на финансирање на истражувањата од Министерството за образование и наука, например, или од други донатори, губење на професионалниот раст и деградирање во чинот, функцијата, титулата, престанок на вработување, според мене, ова е најжестоко и јас би го спровел кога би имал некоја власт. Значи, престанок на некој, како Гордана Панова, колешката, 30 труда, ајде еден да е, 30. Правно дејство против плагиатот на поединецот. И се разбира, ретракшн е една од опциите, да се одбие и тоа списанието кој што е направено плагиатот, треба ретракшн да направи на самиот труд. Овде ви е даден еден пример од списание за анестезија и аналгезија. Можни одговори на недоличното однесување, според Cope Report, значи ги има тука, уште од 99-та се постановени, ги имате на страната на Cope, сепак да не одиме до 45, иако така и нели се договаравме, и јас го подготвив за 45 минути, но да оставиме можности за вежбата, така што овие делови ќе ги видите кај мене на презентацијата кога ќе ставам во PDF на мојот SlideShare.net профил. И заклучок. Во македонски услови многу малку или воопшто не се води грижа за етиката во науката, како е моје мислење. Често пати сме сведоци на плагиаторство кое минува неказнето од пошироката научна јавност, а ниту од судските органи. Доскоро, ја мислам и дека нема некои насоки за интелектуална проперти, нема некои закони, дори сега ги донесува тие за интелектуална собственост. Ова некоректно и недолично однесување во научните кругови во иднина мора да биде санкционирано и интелектуалната собственост мора да се почитува. Во списанијата кои презентираат високи научни дострели, потребно е да се ангажира уредник задолжен само за research integrity. Тоа го имаат на запад, сите списанија имаат посебен човек вработен за research integrity. И конечните чекори за решавање на проблемот со плагиат се да го признаете проблемот, универзално да се дефинира плагиатот, да зголемите свесноста кај луѓето, денешното предавање тоа, на кој што оди и на Zoom, само не сум и на лайф на филозофски, не сум сигурен колку го следат.
за оние кои што не можеа да дојдат или не се од Скопје, например. Спречете, креирате политика за академски интегритет и прилагодете задачи, развијте метод за откривање или скрининг и бидете добар модел околу вас за антиплагиаторство, односно за добар research integrity и добар интегритет во истражувањето. Ете, толку за денеска. Моето второ предавање заврши. Сега не знам координаторот како планира, дали ќе прави вежбата, па после ќе имаме прашања.